Почитувани семинаристи на 54-та летна школа. Што само да кажам? Добре дојдовте во Охрид. Добре дојдовте на 54-та летна школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Свети Кирил и Методи. И, како што е по програмата, најпрвин го повикувам првиот човек на државата. Го повикувам господинот Стево Пендаровски, председател на Република Северна Македонија, да ви се обрати и да го отвори овој летен камп. Повелете. Почитувани учесници на 54-та летна школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, почитувани организатори, почитувани гости. Дозволете најпрво да ви посакам срдечно добре дојде во Охрид. Особено се радувам што за разлика од минатогодишната летна школа, како и од првата зимска школа на почетокот на оваа година, кога поради пандемијата бевме онлайн, сега имаме и привилегија и задоволство и вие и јас да бидеме присутни во Охрид. Тоа е одлична можност покрај изучувањето на македонскиот јазик и продлабочување на знаењата за македонската литература и култура да се запознаете и со богатото културно и историско наследство на Охрид, се разбира и да уживате во убавините на Охридското езеро. Годинава одбележуваме 100 години од раѓањето на великанот на македонската филологија, лингвистика и книжевност, академик Блаже Коневски, и токму затоа оваа 2021-та е посветена на неговото велико дело. Како покровител на овој голем јубилеј, 2021 година во чест на Блаже Коневски, им благодарам на организаторите на меѓународниот семинар, што и зимската школа, која што впрочем беше и првата активност во рамките на содржините на јубилејот, и престојнава 54-та летна школа, ги посветуваат на творештвото на Блаже Коневски. Покрај лекторските вежби, предавањата како стожерна програмска содржина ќе бидат посветени на теми од животот и од творештвото на Коневски. Предвидени се обраќања на еминентни предавачи, кои изворедно го познаваат неговото дело и кои ќе опфатат различни аспекти од неговото творештво. Сигурен сум дека запознавањето со делото на Коневски ќе биде додадена вредност за 50 минута учесници кои ни доаѓаат од 16 земји од 3 континенти. Тоа е бројка за почит и сведочи за несмалениот интерес за изучување на македонскиот јазик и на македонската литература и за подлабоко запознавање со македонската култура. Со тие факти со право треба да се гордееме, но тие истовремено и не обрзуваат да продолжиме да ги развиваме и да ги унапредуваме врските со сите посветени влюбеници во македонскиот јазик и промотори на македонската литература и култура. По таа насока, сакам и од ова место да истакнам дека во следниот период очекувам многу поинтензивен ангажман на државните институции, но и на академските установи во зајакнувањето на постојните и отворањето на нови лекторати по македонски јазик на странските универзитети. Искуството не учи дека изучувањето на македонскиот јазик, литература и култура во рамките на лекторатите и славистичките катедри на странските универзитети во изминатите децении придонесе да стекнеме докажани пријатели кои несебично ни помагаат за време на првите исклучително тешки години од нашата независност, а тоа го прават и денес. Во годината кога ја одбележуваме и 30 годишнината од нашата независност, треба да се подсетиме дека културната дипломатија е најдобрата стратегија во напорите на помалу бројните народи за нивно етаблирање во меѓународната заедница. На сите слависти македонисти од странските универзитети и научни институти, кои во изминативе децении беа нашиот глас и нашите најдобри амбасадори на сите континенти, им благодарам од срце за нивната посветена работа. Драги пријатели, како човештво се соочуваме со тешки искушенија. Освен геополитички судири и борби за ресурси, за територија и за моќ, во континуитет се соочуваме со климатски промени што се особено видливи ова лето, со енормно високи температури кои погодуваат
на ширењето пожари низ нашата земја, но и во други земји во Европа. Тука и пандемијата на COVID-19 која не стивнува, држејќи не се уште во страв и неизвестност. Сите овие кризи ни покажуваат колку сме кревки и бараат преиспитување на нашите вредности, верувања и приоритети. Се надевам дека овие потешкоти ќе не насочат повеќе кон духовноста, помалку кон материјалното, повеќе кон солидарноста, наспроти омразата и себичноста. Јазикот, уметноста и културата се оние сегменти кои му даваат значење и смисла на човечкиот живот и овозможуваат траење низ времето и помнење за иднината. Затоа вашиот труд, вашата волја и желба, љубовта кон лингвистиката и страста за уметност и за културата имаат непроценлива вредност преку сеќи на милливоста на времето. Посакувам и понатаму да продолжите да и служите на науката, чувајќи го собствениот интегритет и дигнитет. Продолжете и понатаму посветено да придонесувате и за македонскиот јазик, литература и култура, да ги потребам завршните стихови на Конески од неговата песна Одисеј. Бидете заради тоа благословени и блазесиви. Дозволете на крајот уште еднаш да ви посакам пријатен престој и успешна работа на 54-та летна школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при ЮХИМ. И благодарам. Благодарам на председателот на државата, на господинот Стево Пендаровски. А сега, како што е по план во програмата, го повикувам првиот човек на универзитетот, на најстариот универзитет во нашата држава. Тој е професор доктор Никола Јанкуловски, ректор на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Еве сега тој да ви се опрати на ова свечено отворање на 54-та летна школа на овој меѓународен семинар. Па, повелете, ректоре. Почитуван господин Стево Пендаровски, председател на Република Северна Македонија, почитувана професор доктор Весна Мојсова Чепишевска, директор на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при УКИМ, почитувана професор доктор Анета Дучевска, декан на Филолошкиот факултет Блаже Конески, почитувана професор доктор Наташа Аврамовска, директор на Институтот за македонска литература, почитувани семинаристи, почитувани професори, лектори и предавачи. Добре дојдовте на 54-та летна школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, која ете по пауза од една година повторно е на своето старо добро место во Охрид, културно-историското светилиште на духот и традицијата на македонистиката, со настава и предавања во живо и со почитување на пропишаните протоколи за време на пандемија. Добре дојдовте вие 40 на нови и стари, непознати, помалку или повеќе познати семинаристи од 15 земји во светот, и тоа од Велика Британија, САД, Руската Федерација, Белорусија, Швајцарија, Словенија, Хрватска, Грција, Турција, Унгарија, Полска, Словачка, Чешка и Србија. Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, како значајна алка на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје и како една од релевантните институции што се дел од националната платформа на нашата држава за одбележување на 100 годишнината од регањето на Блаже Конески, тоест како дел од програмата на манифестацијата 2021 година во чест на Блаже Конески, под покровителство на председателот на Република Северна Македонија, господинот Стево Пендаровски, а координиран од Министерството за култура во соработка со Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија, продолжува да ги остварува своите предвидени активности. Во текот на оваа јубилејна година остваривме многу настани, како што беше првата зимска школа, која се одвиваше од 25 јануари до 5 февруари 2021 година, како и неколкуте исклучителни свечени одбележувања, сите на далечина, тоест на платформата Zoom, и тоа на 45 години изучување на македонскиот јазик, литература и култура,
на Филолошкиот факултет на Московскиот државен универзитет Ломоносов, што се случи на 18 мај и 35 години изучување на македонскиот јазик, литература и култура на Факултетот за литература на Истанбулскиот универзитет, што се случи на 11 јуни. Секако, во овој контекст треба да се истакне промоцијата на зборникот од првата зимска школа Конески на 11 јазици, со препеви на песни и преводи на прозни текстови од Конески, остварени од странски македонисти, и на слушатели на двата напредни курса за литература и за преведување на зимската школа, и тоа на руски, полски, чешки, словенечки, хрватски, српски, бугарски, италијански, шпански, грчки и турски јазик, што се случи на 3 јуни. Така што после сите овие значајни настани, сите и ние, како универзитет и како меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, но и вие, почитувани семинаристи, стоиме исправени пред предизвикот што се вика 54-та летна школа. Ние да ви понудиме исклучително квалитетна настава, поточно да ви помогнеме во изучувањето на македонскиот јазик, литература и култура, а вие да го научите што подобро македонскиот јазик, да ја читате македонската литература и да ја вдишувате македонската култура. Помал дел од вас за прв пат ќе се сретнат со македонскиот јазик, а добар дел од вас ќе имаат можност да ги искористат овие лекторски часови, за да ги прошират и да ги надградат своите познавања од областа на македонскиот јазик, литература и култура. Секако, Универзитетот Свети Кирил и Методи и јас, како прв човек на оваа најстара високообразовна институција во нашата земја, ги направивме сите напори на страницата на Универзитетот да се прикачуваат и сите предавања како дел од планираната исклучително богата програма на 54-та летна школа, која е целата во знакот на големиот јубилеј 100 години од раѓањето на Блаже Конески. Овде, крај Охридското езеро, ќе имате можност да дишете во неговиот ритам и да ги совладувате и да ги совладате вештините од областа на македонскиот јазик со помош на искусните наставници од Катедрата за македонски јазик и јужнословенски јазици, Катедрата за македонска книжевност и јужнословенски книжевности и Катедрата за славистика при Филолошкиот факултет Блаже Конески. Сигурни сме дека нивната стручност и искуство ќе ви бидат одлични водечи низ тајните на македонскиот јазик, литература и култура. Вашите знаења од областа на македонистиката ќе може да ги надополните и со предвидените предавања од страна на предавачи од нашите високообразовни наставни научни институции: МАНО, Филолошкиот факултет Блаже Конески, Институтот за македонски јазик Крсте Мисерков, Институтот за македонска литература, Православниот богословски факултет, кои со особено задоволство ќе ги споделат своите најнови истражувања врзани со творештвото на великанот Блаже Конески. Имено, чувствуваме пиетет и почит на овој начин да му се одолжиме на професорот, но и ректорот Блаже Конески, кој ете имал свој влог и учество во покренување и обмислување на тогаш така наречен семинар за македонски јазик во далечната 1967 година. За овој чин Конески ќе рече: времето покаже дека има смисла и таа форма, бидејќи тие семинари дадоа своји резултати. И навистина, тие семинари, овие наши семинари дадоа исклучителни резултати. А зборовите на Конески, јазикот е единствената наша татковина. Се додека го чуваме, го негуваме, го вардиме, го гледаме јазикот наш македонски, ќе може да сметаме дека ја имаме и татковината. Како куќа, како дом, како огниште. Не обврзуваат. Почитувани, Универзитетот Свети Кирил и Методи, преку активностите на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, над 5 децении континуирано ја представува и ја промовира македонската национална култура во светот, и денес тој се препознава како исклучително афирмирана наставна, научна и културна институција единствена од ваков вид. Во вас ние ги имаме најголемите културни амбасадори, поддржувачи и верни пријатели. Ние веруваме во сите вас и во вашата мисија да продолжите во духот на досегашната дејност, а тоа е создавање пријатели и лобисти на Македонија кои ќе ги пренесат и ќе ги представуваат
македонскиот јазик, литература и култура во своите земји, па и пошироко во светот. Од името на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје и од свое име, вам, на учесниците и на лекторите и предавачите, ви посакувам плодна и успешна работа и посакувам да ја пометиме оваа летна школа по одличните резултати, а до година да се видиме со некои од вас, па и со други, нови и стари семинаристи и македонисти на јубилејната 55-та летна школа повторно овде во Охрид. Благодарам. И им благодарам и на господинот Стево Пендаровски и на професор доктор Никола Јанкуловски. И сега според програмата ќе ви се обратам јас како директор на семинарот за македонски јазик, литература и култура. И од тој аспект повторно ви кажувам на сите вас, добре дојдовте во Охрид и добре дојдовте на 54-та летна школа. Блаже Конески е најграндиозната наша фигура. Блаже Конески е личноста што се нурна најдлабоко во македонското минато и што се извиши највисоко во македонската иднина. Со него станавме препознатливи во светот. А со вашето изучување на македонскиот јазик, литература и култура стануваме уште попрепознатливи. Многумина од неговите пријатели, особено странски слависти, често му го поставуваа ова прашање на Конески. Зошто не се обидел да и даде на својата научна актива поголема гласност, така што барем некој од неговите во секој поглед исклучителни дела ќе ги напише на јазик на престижните култури. Конески вели дека тоа во неговиот случај едноставно не било можно. Тој ниту можел, а ниту сакал да ги изневери идеалите на својата генерација. Вака пишува во сеќавањето Трајко Стаматовски. Од таа гледна точка, како научната, така и уметничката дејност на Конески може да се спореди со подвигот на словенските првоучители, на светите браќа Кирил и Методи. Истакнува Атанас Вангелов во својата книга Филолошката критика на Конески. За понатаму да дообјасни дека Конески на исти начин се грижи како што се грижел и најнадарениот ученик на двајцата браќа, Свети Климент Охридски, да го зачува, но и надгради наследството на неговите учители, што било сериозно доведено во прашање со потиснувањето на глаголицата во полза на кирилицата во тогашната бугарска држава. Може да се рече дека Конески, како и Свети Климент Охридски, е екзалтиран и фасциниран следбеник на Константин Филозоф и на неговиот брат Методи. Се разбира преку цела низа предходници. Рацин, Миладиновци, Партенија Зогревски, Јоаким Крчовски, Кирил Печинович, за кој пишува и посебни студии и со кои воспоставува жива духовна врска. Тој, како и неговите далечни духовни предци Свети Кирил и Методи, се жртвува себе си, за да изведе, ова израз на Конески, смачкано племе од длабокиот мрак на анонимноста и да го вклучи меѓу културните народи на светот. Но Конески не е само надарен лингвист, туку и поет од голем формат, како и неговиот далечен претходник Константин Филозоф, чија колоритна стилистика дошла до полн израз во неговиот пролог кон преводот на Евангелијата. Токму затоа, овој пат наместо долго поздравување или обраќање, да ве поздравам со една песна на Блаже Конески. Охрид. Ој, разбуди се, росо девојче, ти да погледаш долу полено, како е поле разеленето и по полето бели сватови, коњи виловни што разиграле, песна сватовска што запеале. Ој, та не ми е поле широко разеленето. Ој, туку ми е сино езеро разлелеано.
Ој, та не ми се бели сватови, ој, туку ми се бели бранови. Ој, та не ми е песна сватовска, ој, туку ми е песна жалосна. Шуми, езеро, играј, езеро, летај галепче белокрилесто, летај, долетај мене на рака, да те затоплам на бели гради. 3 дена веќе езерото, 3 ноки пее бурна песна, како во чуден занес сето, како во игра страсна и бесна, бучи и јачи, клика и плачи. О, таква сила! Да можеш така во занес бескрај сет да тонеш, да можеш таков глас да имаш, над бурни водје да задзвони, од сури ридје да се рони. Почитувани семинаристи, ви посакувам во наредните 20 дена, низ 55-те лекторски часови, со вашите лектори, Роза Тасевска, Гордана Алексова, Борче Арсов, Бојан Петревски, Бобан Карапеовски и Марија Пандева, и низ 15-те предавања на врвни специјалисти и познавачи на творештвото на Блаже Конески од повеќе аспекти, како и низ културни настани предвидени во рамките на ова летна школа, секој од вас да успее, да се обиде, да испее една своја песна која ќе се надоврзне на ова пеење на езерото од песната Охрид на Блаже Конески. Ви благодарам. И сега, според програмата, нели да го заокружиме овој прв свечен дел, ја поканувам професор доктор Гордана Алексовска, која ќе ја направи една вид на промоција на една од изданијата кои што се случија нели оваа година. Па во тој поглед и посакуваме убава успешна промоција. Повелете Гордана Алексова, како се Почитуван председателе на Република Северна Македонија, почитуван ректоре на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, почитувана директорка на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, почитувани представници на академските заедници од Македонија и од странство, почитувани учесници на годинешната летна школа. Нашиот почитуван професор Блаже Конески, за кого оваа година зборуваме почесто од вообичаеното и кој што оваа година ни подари многу богата и успешна јубилејна година всушност, зашто сме му многу благодарни. На едно место во веќе култната книга Разговори со Конески ќе каже, парафразирам, има едни говорни пројави што точно знаеме како одат и предпоставуваме што ќе биде кажано и како реплика и како зборови, дури и зборувачот и дури интонацијата и држењето на зборувачот можеме да ги предвидиме. Па ако не се внесе вели нешто интересно, тогаш тоа може да биде многу знудемно. Сега, знаејќи го јас ова, се плашам дали тоа што вие предвидувате дека ќе го кажам и како што ќе го кажам ќе биде достојно за да го представам зборникот на предавањата од 53-та летна школа по македонски јазик, литература и култура. Ова е всушност најновото издание на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје од едицијата предавања на летната школа и како што можеме да забележиме по обем помало од она што вообичаено всушност ние сме навикнале да го гледаме во овие изданија. Меѓу овие убави корици со убава пастелни бои е внесен текст, е впишан текст на 117 страници и тука има 8 предавања и 4 придружни текста, од кои 2 се пригодните обраќања на ректорот на универзитетот и на директорката на семинарот пред учесниците од минатогодишната летна школа, годишниот извештај за работата на семинарот и адресарот на учесниците на летната школа. Овој зборник, освен што е по обем помал од неговите претходници, од нив се разликува и според одредницата напишана на корицата, па читаме предавања на далечина
одржувани во Скопје од 17.8. до 28.8.2020 година, за што сведочи и оваа фотографија на почетокот, која што не ги представува семинаристите така како што сме навикнале да ги гледаме, фотографирани во екстериерот на Конгресниот центар, туку во една работна атмосфера, ситуација на видеоконференцијска сесија на Zoom, на платформата на која што всушност се одвиваат сите активности на 53-та летна школа. Во тој контекст, во своето обраќање кон семинаристите, ректорот, професор доктор Никола Јанкуловски ке каже: со своето учество на овогодишната летна школа, вие станувате првата генерација семинаристи што изучувањето на македонскиот јазик, литература и култура ќе го оствари на далечина или популарно кажано онлайн. Но исто така, вие испишувате историјата на први учесници, први семинаристи на далечина и на тој начин давате посебен прилог во приклучувањето на над 4300 досегашни учесници од 50 земји, што го изучуваат македонскиот јазик по универзитетите во светот. Кон ова, директорката на меѓународниот семинар, професор доктор Весна Мојсова Чепишевска, ќе додаде: драги лектори, без вас, без вашата подготвеност за настава на далечина, не ќе се случеше оваа 53-та летна школа. И познавајќи ја вашата посветеност и професионалност, знам дека ќе им го дадете од срце сето свое знаење и умење на своите слушатели на лекторските часови. Почитувани присутни, на летните школи по македонски јазик, литература и култура 53 пати досега се повторува истата практика. Македонскиот јазик и литература, историјата, културата, етнологијата, архитектурата, уметноста и така натаму, освен на лекторските курсеви, на семинаристите да им се представува и преку предавања, кои со својата научна и стручна компетентност представуваат корисни упатувања во и разработување на значајни пунктови од разни области, поврзани со македонистиката и со Македонија воопшто. Предавањата од 53-та летна школа беа такви и уште повеќе им беа посветени на значајни јубилеи што ја одбележаа културната 2020 година. Па ако оваа година е година на Конески, минатата година беше година на Цепенков, Јаневски, Видоевски, на Чернодрински, Прличев и Миладинов, а згорена се беше година, јубилејна година на македонскиот стандарден јазик. И бидејќи се само 8 предавања, ќе ми дозволите со по една реченица две да се осврнам на секој од нив. Нема да биде тоа долго. Во предавањето со наслов од глаголица до современа македонска кирилица, Емилија Црвенковска вели: писменоста во Македонија има вековна традиција и јубилеот дава поттик за еден преглед на азбуките што се користеле во Македонија, за текстови пишувани на старословенски, црковнословенски и на македонски јазик, а тоа се глаголица, кирилица, грчко писмо и латиница. Во комплексниот преглед на овие азбуки, авторката следи долг период, од 9 до 20 век, тоест од развитокот на облата глаголица, првото словенско писмо, па до стандардизацијата на современата македонска кирилица. Димитар Пандев во предавањето на словено Григор Прличев наспроти Константин Миладинов се надоврзува на македонската интуитивно-филолошка мисла и се определува за структурално лингвистички пристап што подразбира вмрежување во систем од вредности на значајни личности и дела. Низ разни точки и аспекти на посветјавање на биографизмот на Прличев и Миладинов, авторот не води до моментот на воспоставувањето на двата култа, за кој вели дека и ден денес се живи, пред се преку Прличевите беседи и преку струшките вечери на поезијата. Чернодрински наспрема Дуковски
редефинирање на традиционалниот женски идентитет во драмите Македонска крвава свадба и Балканот не е мртов, е насловот на предавањето на Ангелина Бановиќ Марковска, во која авторката го открива различниот пристап кон другоста во двете драми, битово-социјалната трагедија и постмодернистичкото дело, па вели: ако Цветана Чернодрински беше анамка која им робуваше на националните и верските стереотипи, Анѓана Дуковски е жената која во рамките на феминистичкиот дискурс ќе се избори за својата слобода во мислењето и действувањето. За принципите на лингвистичката географија во обработката на македонските дијалекти читаме во предавањето на Маријан Марковиќ со истиот наслов, во кој авторот дава богат преглед на активностите и на методологијата на работа на Истражувачкиот центар за реална лингвистика во Македонската академија на науките и уметностите, на Општословенскиот лингвистички атлас, на Македонскиот дијалектен атлас и на Лингвистичкиот атлас на македонските дијалекти. Јас се извинувам, ќе ги прескокнам работите што се однесуваат на последните две-три предавања. Сакам само да нагласам во заклучокот дека во сите предавања од 53-та летна школа е посочена богата и современа консултирана литература и наслови достапни во печатена форма и на интернет. И сега тука завршувам, доколку овој приказ го поттикна вашето внимание за подетално да се заинтересирате за некој од овие предавања. Тие ви се достапни на веб-локацијата на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, каде што во делот на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура сите се поставени како видеоснимки или како презентации. Ви благодарам за вниманието, а на 54-та летна школа и посакувам успешна и плодотворна работа. Така, јас само сакам да се заблагодарам на сите што имавте и трпение во ова жештина, да речеме, веќе жега, напладне точно, што имавте добра волја да го споделите овој многу значен момент за Универзитетот Свети Кирил и Методи и за 54-та летна школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, што ете, ве гледаме во убав број, што допатува, најбитно е дека допатува сите што потврдија дека ќе дојда, дека допатува, дека се тука и дека од утре почнуваме со полна пареа да работиме на лекторските часови, но и да ги следиме сите предавања. Сакам да кажам дека и овој пат предавањата покрај тие што ќе се случат овдека во живо во мали групи, ќе бидат исто така како видеозаписи поставени и на страницата на Универзитетот Свети Кирил и Методи во делот кој што се однесува на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. Така што навистина од срце ви благодарам на сите што дојдовте и значи покрај тоа што е тука и што не удостои со своето внимание и со чест и председателот и ректорот, но тука се и нашите драги проректори и генералниот секретар на универзитетот, така што еве деканките, разните мои колеги професори кои што се тука и секако таму како што оди редицата до крај сите семинаристи со кои што ќе се дружиме, ќе работиме се таму до 1 септември кога ќе биде затворањето на летната школа, а потоа еве да најавам дека на 3 и 4 по заминувањето на семинаристите и затворањето на 54-та летна школа ќе започне меѓународната 48-та меѓународна научна конференција на која ете така исто така имаме околу 20 странски излагачи во однос на оние своји истражувања кои што ги направија на полето на Конески како лингвист, како поет, како преведувач, како истражувач и така натаму. Така што ви благодарам и сега останува само да ве повикам на едно мало освежување и можеби некое фотографирање за спомен. Ви благодарам на сите.